Почетокот на новата градинарска сезона засега ги радува производителите. Цените по кои го продаваат родот ги покриваат производствените трошоци, а ќе остане и плюс за трудот. Цвеклото се продава по 25 динари за килограм, младиот компир 40 динари, томатите се продаваат по 50 динари за килограм, кромидот пак околу 30 динари на големо. Според производителите, ова се веќе исплатливи цени кои ја враќаат атрактивноста на домашниот аграр. Токму нестабилниот откуп и ниските цени години наназад се главниот проблем со кој се соочуваат градинарите. Министерството заедно со меѓународни институции пред неколку месеци започна со проект за зближување на производителите и откупувачите со цел да се надминат сите слабости. Имплементирањето на овој проект е од голема важност за македонското земјоделство, бидејќи неговата реализација на терен ќе придонесе кон зголемување на пазарните можности, економскиот развој и севкупното производство во земјоделскиот сектор. Со овој проект ќе подобриме конкурентноста на земјоделскиот сектор во согласно со барањата за пристапување во Европската унија, со што ќе се отворат европските пазари за нашите земјоделски производи. Овој проект има стратешко значење со цел јакнење на позицијата на сите учесници во синџирот на додадената вредност, промоција на договорните вертикални и хоризонтални интеграции меѓу засегнатите страни исто така. Конкретно со проектот ќе се постигне поврзување на земјоделците со откупувачите, потикнувањето на договорното производство преку склучување на цврсти договори со кои што земјоделците ќе бидат сигурни во откупот и цените, а откупувачите во производите што им се потребни. Преку поврзувањето на земјоделците со откупувачите, властите очекуваат да се поттикне и договорното производство преку склучување цврсти договори, со кои земјоделците ќе бидат сигурни во откупот и цените, а откупувачите во производите што им се потребни. На овој начин ќе се заштити пазарот на земјоделски производи од нарушувања предизвикани од флуктациите на цените и нелојалната конкурентност со која секојдневно се соочуваат земјоделците.